Здраво, бикови, и добро дојдовте повторно во видеото на Gold Tarot МК, када ќе читаме тарот пораки. Овде конкретно за вас, биковите, и месец октомври. Ајде да видиме што ќе се случува во вашите животи во октомври. Она прво што го забележувам за вас, биковите, е дека има ситуација која нема да ве остави комплетно задоволни и среќни од исходот. Може да биде се, за секого различно, за некој кариерата, работата, за некој пак љубовта, домот, семејството, за сите различно, вие тоа самите си го знаете, но ситуацијата е таа дека вие нема да бидете комплетно среќни. Нешто се случува, нешто правите, но исходот е некомплетен лично за вас, така вие се чувствувате. Еве да земеме примера која е работата. Нешто да се завршило, нешто се прави, се случувало, меѓутоа резултатот вас не ве задоволува, значи апсолутно не ве задоволува. Од надвор другите мислат дека е окей, дека се е супер, па добро, што би очекувале повеќе. Меѓутоа вие не сакате да размислувате така, нити пак ќе размислувате, едноставно свесни сте дека ова не ве задоволува, не е комплетно, фали нешто тука според вас и за вас. Ако станува збор за љубовта пак, тогаш вие повторно не сте нешто среќни, не сте вие задоволни од исходот. Зашто? Вие знаете. Може би некои од вас отишла некада со цел некого да видат. И токму тој некој не дојде, не се појави. Некојато, а вие знаете, јас не зборувам за полови, вие толкувајте ги како вам ви одговара, но пораката е таа, нема да бидете вие среќни од резултатот, нема да го постигнете тоа што го очекувавте. Може би сте поканиле некои луѓе, нешто правите и токму тој нема да се појави. Во секој случај не сте задоволни, не ви одговара сето ова, иако на прв поглед изгледа добро, но за вас не е добро. Од друг аспект во вашиот живот може би се обидувавте нешто целосно да отклучите, некоја врата да отворите негде некаде, но не успеавте. И таа е таа порака. И сега, втората порака, за вас, мене некако сите овде ми се поврзани, тоа многу ретко е случај, дека сите карти што излегуваат се поврзани за еден ист случај, но имам чувство кај вас, биковите, дека сите карти некако ми се поврзани, сите пораки, затоа што втората карта ми кажува дека вие, поучени од претходното искуство, вие ќе одлучите да промените нешто. Свесни сте дека ова досега не дава вас, емотивно не ве задоволува. Мора да смените нешто. Многу од вас, ако станува збор за работата, во октомври ќе смените и работно место. Може би промена на кариера, на фирма, на работно место, било што промена, некаква промена ќе направите. Свесни сте дека не ве исполнува, не ве задоволува, не толку финансиски, колку емоционално или од друго некоја поле. Не ве задоволува, не гледате тука комплетна среќа и ќе промените нешто. Ако е пак во љубовта, свесни дека нештата нема да се случат, вие се помирувате со тоа. Вие не сте луѓе кои живеат во илузија и фантазии да се надевате, не, вие самите ќе ја направите таа промена. Некои од вас пак можеби и ќе се преселат во октомври, некои бикови можеби и ќе сменат место на живење. Знаете дека таму каде што сега моментално сте, не сте задоволни со нешто во целост не ви исполнува, можеби станот, куќата во кој живеете, има некој, се е добро, меѓутоа има една работа која многу ви пречи, не можете да поминете преку тоа. Во секој случај поракате дека има нешто што не ги задоволува вашите стандарди, има нешто што не ве прави среќни и одлучувате да ги смените нештата.
Следното нешто за вас во октомври е повторно може да биде поврзано со ова досега, затоа што вие ќе направите нешто, не се идете, како што ќе споменав, не чекате нештата да се случат сами од небо да паднат, вие самите ги правите промените и правејќи го тоа, вие може да направите некаква грешка. И сега, ако треба да бидете многу внимателни кога станува збор за љубовта. Може би сакате да постигнете кај некого нешто, да пробудите, да пројавите некои емоции кај некога и вие ќе бидете ранливи, ќе изнесете се што имате во вас, ќе одлучите да биде се она што се случува во вашата душа, во вашето срце, да го споделите. И за жал нема баш да најде на реакција каква што вие очекувавте. Вие во сето ова може само самите да се повредите. Затоа може би пораката овде за вас е да внимавате колку сте ранливи кон другите, да внимавате што се ќе изнесете. Не мора баш се другите да знаат. Не мора, затоа што во овој случај и овој месец нештата ќе бидат нештата само за вас нема да бидат добри. Не станува збор овде за никакви фатални работи, тоа имајте го на ум, се може би ситници од нашите животи, меѓутоа ете такви ситници ќе се случите со такви овој месец. Затоа внимавајте колку многу емоции дарувате овој месец, колку многу информации споделувате овој месец, па не мора сите баш се да знаат. И тоа до сега ова некои малку по-тешки енергии беа, но нема се да биде така во октомври, затоа што во октомври има некоја работа која многу ќе ве прави среќни. Може би вие што сте во врска, брак, вие што сте веќе во успешна заедница некаква, вие ќе доживеете некаква среќа од финансиски аспект, а многу и од емотивен, емоционален аспект, нешто ќе постигнете заеднички со семејството. Овде не сте сами, овде сте со повеќе луѓе, со семејството. Ако дел од вас што слушаат поракава, немате семејство, не се пронаоѓате, за вас може би па е работата, кариерата или поширокото семејство, фамилија, нешто заеднички ќе постигнете. Нешто што досега не даваше надеж дека ќе биде плодно и успешно, каде што постојано мислевте, па дали ова вреди, па дали овој олку труд вреди за сето ова, мислевте дека па и нема да биде нешто толку продуктивно. Сега тоа продуктивно може да биде, како што кажав, и финансиски и емоционално, меѓутоа како и да е, ова ќе биде препродуктивно, преубаво, ќе бидете исполнети. Ова се максимумот на исполнување. И фамилиарно и индивидуално вие ќе бидете на врвот. Мислам ќе го достигнете врвот. И ако не знаете зашто зборам, тоаш помислете која работа во вашиот живот, за која работа мислите имате чувство дека па дали вреди, па дали олку овој труд вреди. И па да знаете дека овој месец ќе видите дека и тоа како вредело. И последната порака за вас, биковите за октомври, е дека вие во октомври ќе доживеете некаков успех повторно. Ова не е поврзано со ова претходно што го зборував, ова е нешто сосема друго. И во овој успех може да биде и од љубовта, не го исклучуваме. Иако повеќе гледам дека е од некој друг аспект во животот, но е некој успех во кој вие не знаете што се случува позади затворени врати. Овде имало многу тајни, или пак едноставно не било се толку транспарентно за вас. Не ви беа јасни, не ги знаевте работите, се некако се одвиваше позади затворени врати, но да знаете дека се што и да било тоа што се одвивало
е за ваше добро и за вас успех. Можеби во некои моменти ви мислевте дека леле нештата ќе бидат лоши, нешто се случува, некој ги реди работите да му одговарат на некој друг, а за вас не, па бевте малку можеби вознемирени, дали ќе биде секако што треба, дали останете вие нешто тука оштетени или разочарани, без разлика за што зборувам. Но ќе сватите дека позади затворени врати всушност вие сте имале сојузници, сте имале пријатели, сте имале луѓе кои ве мислат, ви го мислат доброто и ова сега што ќе го доживеете, што ќе го искусите, ќе биде како една ваша победа лична, меѓутоа подкрепена и подпомогната од некој или еден голем човек во вашиот живот или повеќе луѓе кои навистина ви мислат добро. Од има добра енергија, од има многу љубов, многу чувства. Во секој случај ќе бидете доста среќни на врска со оваа работа во која вие не знаевте ништо. И тоа би било тоа, ова ќе бидат осак, се пак кратки видеа за вас биковите. Го фативме во секој случај целиот месец, се надевам ќе бидете среќни и до следно видео. Чао, чао!